Утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Арвен Таравари вчера ја напушти владата и официјално се очекува да видиме какви кадровски решенија ќе дојдат за утре. Ви најавувам ексклузивна емисија во која ќе дознаете каква е улогата на бугарската тајна служба и на албанскиот ШИШ во оваа работа. Ексклузивен разузнавачки брифинг од Радио Лидер, но тоа ќе го гледате утре. Денеска заедно со мене Искра Коровешовски. Искра, добро утро. Добро утро, Љупча. И ќе разговараме за малку полокални теми, кои се... Ние сме радио со скопска фреквенција, аеродромско радио, условно кажано, и мора да почнеме... Веќе почнавме со кисела вода, сега продолжуваме со аеродром. Апсолутно, затоа што ако се локални теми, мислам дека некогаш се многу поактуелни ишусот, што би рекле американците, или предизвиците со кои на локално ниво жителите се соочуваат. Утрово со нас е градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски. Добро утро. Искра, Љупча, добро утро и поздрав за слушателите. Можеби еден од ретките или единствен градоначалник кој за сега не можеме да му го лоцираме против кандидатот во СДСМ, да речеме, бидејќи некако сите наши убеди да дознаеме со кого ќе се бори Дејан Митевски на престојните локални избори се неуспешни, затоа што немаат се уште против кандидат. Се надам дека за скоро време ќе имат квалитетен против кандидатот, причина што во политиката е добро да има добар надпревар, квалитетен надпревар помеѓу квалитетни кадри, за да можеме да дадеме на граѓаните една подобра понуда. Да, но имено порано, например, пред локалните избори цела една година имало никакво лактање, да речам, да, внатрешни игри, превирања. Некако во аеродром за овие избори тоа изостанува и во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Во левица веќе да не зборуваме, таму имаме кандидат. Да, веќе имате и вие најавено во однос на против кандидатот од левица, да, и драго ми ако прифати, односно биде номиниран. Ако го прифати повикот на членството. Апсолутно. Добро. Вие на пола го ја преземавте општината, откако Тимчо Муцунски отиде да биде министер за надворешни... На 3/4. На 3/4, да. Значи не е на половина. Сега мандатот ви е... Вие практично сте ВД. Вршител на должност. Градоначалник, да. Градоначалник на аеродром, предходно бевте председател на советот на општина Аеродром и како советник носевте одлуки, сега решавате реални проблеми. Како се соочувате со таа промена, нели, во улогата? Многу поразлична функција е, односно позицијата советник од позицијата градоначалник. Реалниот товар е на грбот на градоначалникот, иако советниците многу помагаат во однос на полесно стварување на функцијата, но сепак она каде што е местото каде што е тежината е градоначалникот. И како градоначалник имате и поголема одговорност кон граѓаните, се со цел решавање на одредени нивни проблеми. Одлуките се носат, меѓутоа треба се спроведат од страна на градоначалникот. Советниците многу често имаат убави идеи и добри одлуки, меѓутоа не така ретко имаат и некои чудни идеи и одлуки кои што реално се неспроведливи, односно тешко може да се реализираат. Буџетот е тој, вие го спроведувате и не може да излезете надвор од него, не може да измислите пари, не може да се задолжите дополнително надвор од тоа што е предвидено и така натаму. Во каква состојба е во моментов општината Аеродром? Е една од практично најголемата општина по број на жители. По број на жители општина. Македонска, не само скопска. Не, македонска не, скопска да. Куманово, Битола, да. Тетово се малку поголеми. Скопска скоро 100.000 жители, колку има? 77.000 по попис официјално, меѓутоа повеќе од 100.000 тврдам дека живеат секојдневно на територија на општина, имајќи предвид дека имаме многу голем број на жители кои што живеат тука реално, меѓутоа се уште немаат промена на адреси, карти и адреси, така да повеќе 100.000 жители. Апсолутно, ја бев такво во аеродром на 10 години. Имаме туку уште еден што нема сменета адреса. Да, значи, тоа е одличен пример. Од 5-2. Од 5 жители на аеродром, 20 сме. Еден е само нерегистриран, а еден до пред 2 години нерегистриран. Митевски има општината огромни предизвици. Најголем предизвик од тоа што јас разговарам со граѓаните и го гледаме, ѓубрето. Велат, контейнерите не се празнат
има огромна концентрација на згради. Тие згради живеат луѓе, произведуваат ѓубре, нема доволно контейнери, мачки скокаат секој ден од нив, ќе го испразнат од комуналец, се полнат за 15 минути, а знаат и со денови да не ги испразнат. Но ѓубрето не е ваша надлежност. Да, тоа е еден од предизвиците со кои што интензивно се бориме изминативе особено 4 години, од кога градоначалник на Скопје е Даниела Арсовска. Иако постојано кажува и тврди дека комунална хигиена функционира нормално, сите сме сведоци дека не функционира нормално и тоа можеме да го видиме и да го забележиме. Како општина ангажираме дополнително ресурси, повеќе од 100 вработени секој месец, кои што покрај комунална хигиена која што не се врши работата, одат да ги празнат контейнерите, да собираат кабаст отпад, да чистат покрај контейнери по улици, по паркови и така натаму. Така да реален сериозен проблем поради нефункционирање на градот. Дали може би треба јавната хигиена да се тргне од ингеренција на град Скопје и да се даде како ингеренција на општините, затоа што вие многу подобро може да ги согледате критичните точки, може многу подобро да видите нели како тоа изгледа, па наместо да има еден комуналец, популарно кажан за цел Скопје, да има во секоја општина по едно предпријатие кој ќе се ја врши работата и на крајот од денот, кога јас како жител не сум задоволен од тоа како е исчистено ѓубрето, наместо на некој имагинарен што не знам никаде е, ни кој е директор, затоа што Данела ги менува на секој 24 часа, ќе можам да побарам од вас како градоначалник, како совет да ми го решите проблемот. Тоа и се случува, граѓаните многу често се обраќаат првично до општината. Општината е најблиска до граѓаните и граѓаните прво тука се обраќаат во однос на вакви проблеми. Комунални проблеми, проблеми со смет, проблеми со трева и така натаму. Граѓаните не знаат и не треба да ги знаат надлежностите, односно поделбата на надлежности помеѓу општините и градот Скопје, и прво место каде што тропаат на врата е општината. Не само во аеродром, туку секаде. Ке се сложам со оваа ваша идеја дека може би треба да размислуваме на поделба на неколку градски предпријатија. Тоа беше всушности разговарано пред неколку месеци на една иницијативна средба помеѓу скопските градоначалници. Постојат 2 градски предпријатија кои што можат да се поделат. Тоа е комунална хигиена и паркови зеленила. Јавното сообраќање на предпријатие водовод и канализација е многу тешко да се подели, имајќи предвид дека начинот на функционирање мора да биде во еден врзан систем на територија на цело Скопје. Меѓутоа комунална хигиена и паркови зеленила дефинитивно сметам дека може да се поделат и е добра тема за размислување во наредниот период како локална самоуправа, да најдеме начин како да ги поделиме овие градски предпријатија. Да не забораваме, ние сите како граѓани, како жители на градот Скопје месечно плаќаме не така мали средства кон овие градски предпријатија. Кон комунална хигиена плаќаме во сметката за вода одреден доместок кој што го прибира комунална хигиена, општините од тоа не гледаат ништо тие средства, а вложуваат и работа за чистење. Дополнително како граѓани плаќаме и за одржување на урбана зеленила. И тоа се средства кои што ги прибира градот Скопје, односно јавната предпријатија паркови зеленила. Општините повторно не гледаат ништо од тие средства, а граѓаните бараат од општините, што е нормално, да го уредат тоа зеленило, да го чистат ѓубрето, односно да им пружаат услуга на граѓаните за која што тие плаќаат. Да, затоа што аеродром е урбана општина, ќе ви дадам една идеја, да речеме од Лондон преземена, ја со студии мои често одам таму, е да речеме општина Ламбет. Тоа е буквално една од 3 централни лондонски општини. Што се случува? Они наместо да ги решават овие проблеми вака, тие ги решават со јавно-приватно партнерство. Како? Граѓаните на избори практично одлучуваат која компанија ќе ја чисти и одржува нивната општина, пошто станува збор за згради, нели? И нивниот кварт, не општината, поделена на кварти, пример Острово, Стар аеродром, во аеродром, како што се понаслови. Како што се понаслови. И што се случува? Приватната компанија, граѓаните и плаќаат за тоа, државата ја субвенционира дополнително и е должна за 3 работи. Одржување на лифтови и згради внатре, затоа што е урбано, одржување на хортикултура и менеджмент со отпадот и чистење надвор. И практично вие имате една фирма
која е надлежна за острово и доколку има проблем во острово со спроведување на овие 3 компоненти, тогаш општината излегува во инспекција и практично ја казнува таа компанија, ја менува таа компанија, прави одредени како се вика казни изрекува и така натаму по поплака на граѓаните и практично општината само ја контролира работата. Нема Тоа функционира кај нас во еден дел само во однос на одржувањето на зградите, односно лифтовите, односно делот кој што е внатре на станарите, Да. каде што граѓаните претпоставам сличен принцип кога бираат стамбен управител, па доколку не се задоволни можат или да таму е пријават во општина. проширено и со хортикултура и со ѓубре, со контейнери. Интересен систем што можеби дефинитивно вреди да се размисли. Сакам само тука малку во делот со тревава и хортикултурава. Значи, вие велите дека практично тоа е надлежност на паркови и зеленило. Сакате да кажете дека овие делови меѓу зградите, на пример, во аеродром, кои се обраснати, за кои реагираат? Да не бидам погрешно разбран. Надлежностите помеѓу градот и помеѓу општината се поделени во зависност од типот на паркови. Пример, кејот на реката Вардар, просторот покрај кејот, просторот покрај булеварите е во надлежност на градското претпријатие Паркови и зеленило. Оно што јас го кажав дека градското претпријатие собира пари од граѓаните за одржување на урбаното зеленило, а работата ја вршиме ние како општини. Делот кој што е внатре меѓу зградите е дефинитивно надлежност на општините и тука не можеме да кажеме дека тоа е работа на градот Скопје. Што е различно од минатото? Во минатото, значи, со договори за меѓуопштинска соработка, Паркови и зеленило го одржувало и тоа зеленило. Добро. Изминативе 3 години по доаѓањето на Даниела, Паркови и зеленило престана да го одржува тоа зеленило. Тука е разликата која што настанува во однос на одржувањето на зеленилото. Да. И можете да постигнете, бидејќи колку луѓе на пример работат еве на косење на одржување на зеленилото од општина. Само на косење повеќе 40 луѓе дневно се ангажирани. Што е малку. Користиме косиме дневно површина од 20.000 метри квадратни. Тоа се 4 фудбалски игралишта. Тоа е површина која што ја косиме дневно, секојдневно. За среќа како аеродром имаме најмногу урбано зеленило од сите општини во градот Скопје. Повеќе од 200.000 метри квадратни. Ако дневно косиме 20.000 метри квадратни, тоа се 10 дена за да се помине целата територија на аеродром. За несреќа наша, односно за среќа, изминатиот период беше доста врнежливо и периодот на поминување од еден до друг круг за 10 дена требата на вистина расте високо, меѓутоа ќе се реши тој проблем, ќе се надмине за многу скаро, ќе биде надминат проблемот со неискосена трева за делот. Немате доволно работници, немате инфраструктура. Влажна трева, односно влажно време предизвикува проблеми при косење. Влажна трева е многу потешко да се искоси отколку сува трева. Машините заглавуваат, се расипуваат, дефекти се појавуваат. Дополнително во однос на инфраструктурата, како општина оваа година за прв пат набавуваме 20 нови машини за косење на трева, со што ќе го дуплираме капацитетот. Последен пат во општина аеродром машини за одржување на зеленило биле набавени во 2013 година. Ние сме денеска 2025, така е. Овој период целокупно да зеленило го одржува градот Скопје. Сега се соочуваме со друг проблем, каде што градот Скопје не го одржува и мораме се прилагодиме на ново настанатата ситуација. Но морам да потенцирам дека добро што правиме муавет за косење на трева, а не правиме муавет за сечење на дрвја. Имено. Тоа е сега тука имаме на поплака од граѓани. Морам да ви ја кажам, станува збор за паркот позади црквата во аеродром, позади храмот Свети Илија, помеѓу Свети Илија тука и има приватен пензионерски дом и приватна градинка. Тука има еден парк и седејки кога го земав малиот од градинка, неколку постари жители велат: супер, ти си вика од медиум да ти се поплачеме. Викам, што е проблемот? Вика, имаме многу гнили дрва кои многу често се случува да паднат. Па вика, на еден колата му ја удрил, друг за малку ќе загинал и така натаму. Вели, одиме во општина аеродром, не упатуваат кон град Скопје. Да, град Скопје е надлежен, сега дека го поставаше прашањето, претпоставав зашто ќе биде. Ова е значи вебсајтот на град Скопје, каде што е пропишана процедурата за сечење на дрвја. И во Скопје единствено градот Скопје може да издаде дозвола за сечење на дрво и Паркови зеленило да го реализира тоа. Ние имавме ситуација, една банална ситуација, каде што по барање исто вака на жители, на граѓани, се обидовме вакво труло дрво кое што
постоеше опасност дека ќе падне тоа дрво е ризик за безбедност, таму има неколку такви. Маркирано дрво од страна на паркови и зеленило, кое што се обидовме ние во интерес на граѓаните да го исечеме, па дојде инспектори од град Скопје, па со закана дека ќе не казнат дека сечеме дрво. И со такви банални ситуации се соочуваме како институција. Да, може да има и жртвени, дај Боже, за тоа тогаш Данила ќе одговара, ама ја прошетав, после ги видов, таму има 15 такви дрва, знаете. А таму има градинка, значи си играат деца, може да се деси едно чудо, па после ќе протестираме и ќе зборуваме дека системот е крив. Тоа е таа поделба на надлежностите помеѓу општините и помеѓу градот, тоа е поделбата, односно судирот кој што го имаме со градот во однос на исполнување на нашите надлежности, односно неисполнување, и граѓаните, постои проблем за кој што граѓаните претходно не биле свесни. Односно, односот помеѓу општината и градот Скопје бил нормален. И секоја институција си ги вршила своите задачи. И граѓаните не приметувале дали тоа општина Радом, дали тоа град Скопје, битно било дека работата е завршена. Сега во овој момент имаме судирни надлежности, имаме една институција од двете која што не постапува, а другата ако постапи добива казна. Односно ние како таа ви игнорира комплетно градот Скопје како раководство, односно градоначалничката, а кога ќе постапите за да ги спасите животите на луѓето баш од овие дрва конкретниве за кои зборуваме, веднаш експресно ви стигнуваат инспектори. Да. Многу чудно. Со таква ситуација нас како институција ни дојде инспекција зошто сме сакале да исечеме труло дрво. Пензионери викаат ова е ризик, може да не утепа секој ден. Така. И луѓето мора да ги разбереме и луѓето се во право. Апсолутно, луѓето се во право и затоа секојдневно ја препреќам дописи до градот Скопје, се со цел да почне да си ги извршува надлежностите. Имаме од граѓаните прашања, тоа е добро, ќе комуницираме, ќе одговарате на прашања, се надевам не ви е проблем. Не. Добро би било градоначалникот да објасни ова на слушателка кој живее кај Стара Стела сладкарницата. Добро би било градоначалникот да објасни зошто вложи 150.000 евра во менување на плочки, кои ниту се приоритет, ниту беа заменување, смета нашата слушателка. Во однос на игралиштата, тие пари да ги насочи во поправење и ставање во функција на системот за наводнување, вели. Сега сме прашума, а летоска и изгорена трева и сушени дрва. Така гледа на околината. Тоа е еден проект кој што го реализираме на барање на граѓаните. Имаше многу штетени плочки на тој дел кај Стара Стела и на барање на тие граѓани го реализираме проектот. И сега на некој му свига, некој не му се свига. Всушност реализираме проект, станува збор за замена на плочници, нешто што многу станари од тој дел го бара. Паралелно работиме и на системи за полевање, односно повторно истите системи за полевање се предадени во паркови зеленило, нивна задача и обврска да ги одржуваат. Јавно е, ќе кажам повторно, иако десетина пати и писмено имаме побарано од градот Скопје, да ни ги предадат нас во владење бунарските системи, за да можеме ние да ги ставиме во функција. Кој е проблемот? Не е проблемот само за да влеземе и да уклучиме пумпа или да исклучиме пумпа за полевање. Тие пумпи се поврзани со електрична енергија, електричната енергија е на име на друг правен субјект. Имаме правни пречки да ги преземаме туку така тие системи за полевање. Доколку се согласи. Добро, како настана оваков хаос? Значи сега, јас не можам да верувам дека вие практично не може да наводнувате поради овие работи. Како тоа отишло на име на други правни субјекти? Мене ми е чудно, општина Аеродром не постои 5 години. Постои 20 години точно. 20 години постои. Општина Аеродром, поради тоа што функционирале институциите, но имаме градско предпријатие кое што наплаќа и треба да се грижи за тоа зеленило, а грижата за зеленило освен косење и наводнување и засадување нови садници и за зеленување нови делови, од причина што тие наплаќаат, општината и градот пред 10 на 15 години одлучиле дека градот комплетно ќе го преземат. Со преземањето комплетно им се дала можност и да наплаќаат за таа услуга. Општината веќе не наплаќаат. Наплаќаат како не наплаќаат со секоја сметка за вода. Секој може еден граѓанин, слушател, гледач да провери во сметката за вода 20% од цената на водата е за одржување на урбано зеленило. А тоа не го одржуваат. Тоа е кривично дело, они не крадат. Затоа што апсолутно. Не, сега видите, ако граѓанин зборам, се независно дали ми е сметката 300, 500, 700, 1000 денари, не знам колку ми е за вода. Жена ми ги плаќа сметките. Во суштина
од Добро. каде ако некој ми наплаќа за услуга која не ја добивам, тоа се нарекува рекет, кражба, изнуда, има неколку зборови кои го опишуваат. Проверете и вие ќе видите дека во самата сметка пишува дека 20% од надоместокот за вода е за одржување на урбана зелена. Во секоја една сметка за вода. И секој граѓанин слушател може да го проверите. И тие средства одат во градот. Но покрај тоа тие не одржаваат. Да. Така. Значи апсолутно кривично дело за кое верувам дека, односно знам дека има неколку кривични пријави веќе против градоначалничката, тоа знам од Кисела вода, вие имате кривична пријава никаква поднесено до Арсовска заради... Имаме една кривична пријава поднесена до јавното обвинителство за депонијата Вардариште. Така е, значи, да, ќе зборуваме и за неа доколку сметате дека треба. Односно, најде веднаш, кој е планот, еве, како би понудиле решение во програмата што ќе понудите за престојните избори на тема Вардариште, што можете реално да направите? Вардариште не е директно нас на територија на општина, меѓутоа како општина најмногу не засега. Проблемот со Вардариште не го чувствуваат другите општини, го чувствуваме ние, особено делот на Ново Лисиче и Лисиче. Јас живеам во Гази Баба во моментов во тој делот што е баш после Вардариште натака во Маџари, да бидам попрецизен, на границата меѓу Маџари и Хиподром, и морам да ви кажам дека исто сме погодени колку и Ново Лисиче. Ете, значи тоа е проблем помеѓу Гази Баба и аеродром, односно Маџари и Ново Лисиче. Да, практично Лисиче. Тука е на средина и на двете страни, зависно од каде Вардар ветерот колку е силен, оди на едната или на другата страна. Од она што сум запознат и информиран од комуникација со градоначалникот на Гази Баба, веќе е донесен таму урбанистички план кој што овозможува простор за спорт и рекреација, односно за зеленување. Меѓутоа, повторно ќе кажам, идниот градоначалник на град Скопје треба да му биде еден од приоритетите решавање на градската депонија Вардариште, градска депонија Вардариште. Така да, без поддршка од градот Скопје, не можеме како општини да ја решиме таа градска депонија. За жал, градоначалничката немаше слух никаков овие 4 години, а таа градска депонија е направена од јавните градски предпријатија, односно комунална хигиена Скопје, која што одреден период тоа место, тој простор го користеше како претоварна станица за ѓубре и ѓубрето кое што со помали возила го добираше од Скопје го депонираше тука, па потоа со поголеми возила требаше се носи во депонијата Дрисла. И со тек на време настана таа депонија и градот Скопје апсолутно мора да преземе обврска да ја реши таа депонија, а тоа ќе биде еден од приоритетите за кои што ќе разговараме со кандидатот за иден градоначалник на град Скопје. Еве имаме две прашања од слушател. Се извинувам, искрено те прекинам, после продолжи. Да го прашате градоначалникот дали во паркот позади 3 бисери и позади основно училиште Ѓорѓе Пулевски, позади градинката, тоест кошаркарското игралиште, поточно во паркот кај што на времето на Ивица Коневски е продадена парцела на истата фирма која ја изгради зградата на улица Јане Сандански, таа познатата со Тинекс, нели доле. Што ќе биде со таа парцела? Дали на собственикот ќе му се дозволи тука на сред паркот да гради зграда или не, и зошто воопшто тоа место е дадено? Ова прашање ви го поставам и ви поставам уште едно прашање тука од соседите реакција кај нас. Наспротива тука веднаш до Дион има еден ќош со 2-3 згради, таму веќе се фалат дека ќе градат, веќе се фалат дека ќе има толку ќе биде квадратот, волку ќе биде квадратот, а по тоа што гледаме таму се уште нема ни дозвола за градба ни ништо, ќе се гради ли на овие локации? Таму се уште нема детален урбанистички план за оваа втора локација, има еден стар детален урбанистички план за кој што нема издадено никакво одобрение, така што во моментов таму нема да има градба. Прашањето во однос на паркот позади Ѓорѓе Пулевски, односно позади Капитал делот е многу интересно. Зошто е дадено, како е дадено, треба да одговори некој од моите претходници. Во моментов, јас и јавно кажав дека на таа површина, освен зеленило, не може да има ништо друго. И нема да има во иднина. Односно, додека има можност да ја водам општина Аеродром. Ќе дојде можеби некогаш некој кој што ќе постапи некако, не знам како. Исто така го ветува многу претходници зградата кај мајчин дом дека нема да се гради, па видов нешто што стана. И токму тоа што го кажав претходно, значи добро што зборуваме за косење на тревата ќе искосиме, не може да направиме трајна штета.
Временските услови може да се пополни или помалку пополни. Да ја уништи ќе пресадиме готово. Ама во минатото ние место косење трева имавме никнување згради. На места со тревници никнуваа згради. Тоа е погрешна политика и погрешен начин на водење на една урбана општина. На места каде што сите граѓани се бунеа, реагираа, некој реши дека таму треба да се градат згради. Се сечат дрвја, се уништува паркови, тревници, се со цел да има повеќе згради. Тоа е погрешно водење на тие повеќе згради создадува проблеми кои не се само на општината, туку си на градот и на жителите таму. Сега ќе кажам најреално во делов што е тука стар аеродром кај што беа воените бараки, сега каде што има 150.000 згради, канализацијата е преоптоварена и летно време може онака смрди на канализација едноставно која проаѓа од една единствена причина што таа канализација е направена за да задоволи 30 бараки, а не 150 згради, знаете. И некој си дал дозвола, некој изградил зграда, на никој не му текнало дека таму треба да се прошири канализацијата затоа што ќе дојдат илјадници нови луѓе да живеат во тие згради. Не само канализацијата, таму се проблеми капацитетите во градинки. Таму е проблем капацитетот во училиштата. Во некој минато време некој размислил исклучиво како да изгради повеќе згради. И да му го остави товарот после на некој градоначалник, нека се главен замара. Приоритет на некои мои претходници. Овие 4 години, покрај тоа што не се градат згради, пуштивме во употреба една нова детска градинка, веќе почнавме со доградба на втора детска градинка со капацитет од повеќе од 200 дечиња. Почнавме доградба на Основно училиште Блаже Куневски. Да. Наскоро ќе започнеме и втора фаза од Основното училиште Блаже Куневски и ние ги инвестираме средствата во училиште и во градинки. Зашто тие се неопходни. 10 години во аеродром интензивно се градеше, интензивно како никаде во Скопје, меѓутоа заборавија дека треба да се градат и градинки и училишта паралелно со изградбата на стамбени згради. Тоа е проблем кој што ни е наследен и кој што мораме да го решаваме. И тука сме фокусирани како општина во многу да решаваме. Искра? Да, значи, ајде малку да се вратам, да ве вратам односно на нечистотија, односно начинот на кој што треба да се чисти. Уште 2-3 прашања поврзани со проблемиве. Пошtovани слушатели, ако имате било што, ве молам, напишете слободно коментар, и тука сум ќе одговорим. Ќе одговориме. Потоа ќе направиме пауза кратка и по паузата ќе разговараме со Дејан што би понудил тој во следниот мандат, односно задоволен од реализацијата. За да не биде дека ни постојано само за проблемиве. Нели, да, ама знаеш како разговараме да видиме некаква визија. Локално, граѓаните да слушаат и така. Реалност се проблемите и граѓаните сакаат да слушнат и одговори, односно како би се решавале, така да сосема во контекст на тоа, нели се менува, ќе се менува, односно начинот на кој што ќе се одржуваат локалните самоуправи со новиот закон за локална самоуправа и така натаму, предвидена е и комунална полиција на некој начин. Дали на кој начин таа ќе функционира, тоа ме интересира лично како жител на аеродром. Зошто? Бидејќи ќе треба некој сериозно да демне, односно да внимава кој ги уништува спортските и детските игралишта. Вие за неколку месеци од корен ги правите, практично нови правите. Ако септември, октомври сте ги поставиле, сте им дале можност на младите со нели мали дечиња да уживаат, за неколку месеци вие пак ги реновирате практично истите. Значи парите се вртат тука, зошто не знаеме да си ги чуваме и така натаму. Колку комунални полицајци ќе треба, например, односно инспектори на општина аеродром, како тоа би функционирало, какви би биле казните, никој план веќе дали има. Да, тоа е еден. И дали е спасот во нив? Тоа е еден чекор понапред. Дали ќе успеат, ќе видиме со имплементацијата. Меѓутоа во секој случај ќе биде подобра опција, односно подобро решение од ова што го имаме во моментов. Нашите комунални, ние имаме комунални инспектори. Меѓутоа имаат така ограничени овластувања да имаат проблем при спроведување на законот. Комуналната полиција ќе им даде многу повеќе од врзани раце на комуналните инспектори, кои што ќе можат да постапуваат на терен, на лице место, многу слично како и полицијата. Ќе можат да легитимираат граѓани, ќе можат да задржат прекршители, односно несовесни граѓани, нешто што во моментов го немаме како можност. Бројот на комунални инспектори, односно комунални полицајци кои што ќе бидат
потребни, ќе го дефинираме согласно надлежностите кои што дополнително ќе ги добиеме како општини и на тој начин ќе утврдиме потребата од бројот на комунална полиција. Дали ќе го реши проблемот, не знам, но секако ќе биде подобро решение од ова што го имаме во моментов. Уште две само прашања увидно ќе ги спакувам на темата. Мислам единствена реакција да речеме од СДСМ изминатите месец дена е на тема на тротоарите на Владимир Комаров кои не се завршени. Тоа успеав да го најдам како опозицијски атак да видам на кои делови Не беше чувствителни. прати, ја ги гледам. Секој ден го земам дете од градинка. Па еве тоа е реакцијата. Ама добро, например, може би бавно ги прават. И Тоа е шахтите на Видел место. Смилевски бато, тоа го начекав на социјалните мрежи, дека се отворени, може би во меѓувреме сте ги санирале како општина или дали се вие? Воопшто ваша Шахтите надлежност. на булевар Може би пингвин излегува. се на град Скопје, да, и тука не би коментирал, односно веќе мислам дека доволно кажам во однос на Да. на градот Јасно, Скопје, во однос на тротоарите на Комаров. Добро што се прават и добро што реакцијата на опозицијата е за нешто што се прави. Не е за нешто што се украло, како што Да, беше така, пример прашањето има каде заглавие пред 4 години, да. Поради неповолните временски услови, односно многу врнежи на дожд, вака ќе се обидам пластично да објаснам за граѓаните да ме разберат. Поради обилни врнежи на дожд, тлото под тротоарите не беше доволно збиено, односно немаше доволна збиеност, цврстина, за да може да се постави слој на асфалт. Ако го асфалтираме во услови кога врнат дождови, кога тлото е помеко, голема е веројатноста дека за многу скоро време тие тротоари ќе пропаднат. Логично. Ние тие тротоари не ги правиме за 3 месеци, за 6 месеци, за една година, па да избрзаме само колку да направиме нешто и да речеме дека го направивме. Не, мора да обезбедиме квалитетна услуга. Времето кога се правел колку да се направи, па гледаме какви проекти ни оставија СДСМ, односно нешто што го правеле пред 2 години денеска тотално распадната, заврши. И како општина имаме ангажирано сериозни надзори кои што се грижат да она што ќе го добиеме како општина од аспект на испорачена услуга, односно производ, тоа биде квалитетно. И ако нема доволна збиеност на тлото, не може надзорот да дозволи да се асфалтира. А дождовите ја пореметува збиеноста на тлото, односно ја мекнува земјата под тротоарите, дел од тоа што треба да се асфалтира. Тоа е единствената причина зашто се уште не се асфалтирани. Овие изминативе 2 дена повторно се поминува со ваљак, односно се набива тлото, така да за многу скоро ќе бидат асфалтирани. Има уште едно, само тука би го прочитала брзо, кратко, не одземам време, одиме со реклами, зошто, или дали е можеби солуција да се постават камери, еве, например, кај детските игралишта, или не знам, на некои клучни, отпадни, проблематични точки, чисто, еве, да се замени човечкиот фактор, односно инспекторите во иднина. Да, има уште 2 прашања од слушатели подоцна. Добро. Значи има ли опција, дали се солуција поставување камера? Тоа е една од работите за кои што имаме размислувано и мислам дека ќе следат и во однос на тој дел законски измени од аспект на закон за заштита на лични податоци, имајќи предвид дека на јавна површина не смееме да снимаме, односно да водиме евиденција за присуство движење на граѓани. Немаме ние право како општини, тоа право го има Министерството за внатрешни работи. Дека се менуваат нали некои закони во смисла на се работи на тоа и ќе се овозможи да и ние како општини имаме право да воведеме таков систем на камери, видео надзор на јавни површини, кој што исто така ќе биде контролиран. Меѓутоа во моментов ние немаме никаква можност во однос на тоа, целокупната надлежност има МВР. Кога ќе се овозможат услови, дефинитивно размислуваме и поставување на камери на јавни површини. Мирко Максимовски прашува зошто не се собира селектиран отпад? Веќе 2 години вели. Да, меѓутоа тој на почеток вели за општина Центар дека прашуваше да не направиме само селектиран отпад немаме на територија на општина Родом, односно систем на селекција на отпад. Што е еден од најважните системи на светско ниво. Дефинитивно и исто така во однос на отпадот, повторно ќе се вратам, комунална хигиена Скопје, како општина се трудиме, односно реализираме неколку споредни проекти во однос на селекција на отпад, поставивме пластикомати во сите основни училишта каде што може да се селектираат лименки и пластични шишиња. За многу скоро ќе започнеме еден пилот проект каде што ќе бидат офатени околу 100 домаќинства за примарна селекција на отпад, каде што разговараме со надворешни фирми кои што работат на селекција на отпад да го собираат отпадот
на страна од комунална хигиена Скопје, имајќи предвид дека во моментов кој да селектира отпадот пак завршува на едно исто место. Што се планира со паркот Бановина? Паркот Бановина е во Горно Лисиче и во моментов се прави комплетна реконструкција. Почнува, се работи на лице место комплетна реконструкција, се постави ново детско игралиште, имаше оштетени фонтани, така што за 10 дена, не повеќе од 10 дена, значи паркот Бановина ќе има комплетно нов изглед. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, по кој се враќаме во вториот дел, во кој што за мене поинтересен, сега не знам за вас. Пак решаваме тековни проблеми, во вториот дел ќе разговараме што ќе понуди Дејан Митевски на граѓаните за неговиот следен мандат, доколку биде кандидат, што се уште не е потврдено, но е најверојатно, нели? Доколку добие втор мандат, кои ќе бидат проектите кои трајно и значајно ќе го променат аеродром. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со Дејан Митевски, ВД градоначалник на општина Аеродром. Спомнавме во првиот дел дека ќе дискутираме околу вашата визија за тоа како ќе ја водите општина Аеродром, па еве, директно да ве прашам. Според мене главниот проблем во Аеродром не е ни тревата, не е ни ѓубрето, не е ни, како да кажам... Тоа се решливи работи, сакаш да кажеш. За мене лично, како граѓанин кој секојдневно работи во Аеродром, доскоро живее во Аеродром и така натаму, главен проблем е што Аеродром нема собирна точка. Аеродром нема плоштад. Имаме авиончето е опцијава каде што тоа е некаков, знаеш, дел за рекреација, за деца, за забава и така натаму. Да, добро, и делот кој што беше ни Луна паркот, неговиот паркот со тркала, со... Да, но тоа е парк. Околу... Знаеш, тоа е паркот кај Хотел Русија разговараме. Да. Аеродром нема плоштад, нема собирно место. Претходно сум размислувал каде би можело во Аеродром да има плоштад, велам, најубаво место е помеѓу Бисер и Капитол да се затвори тоа за пешаци и да се направи тука еден огромен плоштад со кафичи, со места за седнување и така натаму. Но тогаш би требало да се прави па подземја да оди булеварот, што е многу тешко. Имате ли идеја каде да направите собирна точка во Аеродром? Во моментов го реконструираме под плоштадот позади Капитол и тука ќе добиеме некаде околу 4000 метри квадратни нов, комплетно уреден, модерен простор, кој што може да се искористи за ваква намена. 4000 квадрати отворен простор помеѓу зградите на плочникот позади Капитол кај комерцијална банка и граѓаните ќе имаат едно место каде што ќе може да уживаат. Концептот на Аеродром како е концепиран, не е концепиран малски. Не е концепиран со едно централно место. Секое мало има свое посебно катче, посебно место каде што ќе можат граѓаните да се држат. Пример, имаме детска улица во Ново Лисиче, го имаме делот позади Бисер во делот на Јане Садански, односно позади Капитол, кој што е еден убав отворен простор. Имаме еден огромен парк со спортски игралишта, спортски содржини во делот позади Седмица, односно 13 ноември. Така е концепиран делот на Аеродром. Така е замислено од почетокот. Да на повеќе места има збирни места за граѓаните, се со цел да им се овозможи подобра пристапност. Да не треба да палат кола, да користат автобус за да отидат до место каде што ќе може да се соберат, а паралелно на тоа, оние многу мини паркови кои што ги имаме се убаво уредени простори каде што ќе можат граѓаните да се дружат, да се забавуваат, да се рекреираат. Едно нешто друго му фали на Аеродром, а тоа е културен центар. И тоа е нешто на што работевме изминативе неколку месеци. Изработивме основен проект и еднаш го најавив, ама во повеќе детали можам да го споменам. Веќе го аплициравме во влада на повикот кој што го направи владата за доделување финансиска помош на општините, и во Ново Лисиче ние ќе правиме еден нов мултимедијален центар. Мултимедијален центар со кинотеатарска сала со 250 столчиња. Каде? Во Ново Лисиче. Ново Лисиче во комплексот на стадионче Дупка.
Каде си извинува како може убаво да не упатите подобро од прилика? Игралиштето спортски центар Марко Божиновски. Јас искрено не знам, да речеме улицава Тоша Проевски, тука нешто во може. Ново Лисиче измеѓу Тоша Проевски, булевар Видео Смилевски, Бато. Добро. Во близина на Хелиум. Да. Тука, во близина. Тука има еден прекрасен зграда? Не, нема да биде објект. Пак многу внимававме да не биде нова зграда, односно да не фаќаме зеленило. Во тој дел има еден подземен дел во склоп на спортски центар Марко Божиновски со површина некаде од околу 1500 метри квадратни. Простор кој уште на времето кога биле градени зградите во Ново Лисиче бил концепиран и замислен за оваа намена. За кино? Да. Тој простор е направен под земја на -8 метри, кој што уште тогаш е концепиран со коспот наменет за поставување на столчиња за кино, односно театарска сала. И тоа е еден проект на кој што работевме многу во изминатиот период и за прв пат аеродром ќе добие еден свој културен мултимедијален дом, мултимедијален центар каде што ќе може да се одигруваат представи и да се одржуваат, односно се прават кинопроекции, место каде што ќе има за изложби повеќе од 400 метри квадратни ќе намениме простор за изложби. Може да се организирате и дебати, да речеме, тоа е интересно. За секакви настани, простор кој што ќе може да го користат актери, кој што ќе може да го користат музичари, кој што ќе може да го користат ликовни уметници. Значи буквално да дадеме една комплетна понуда за прв пат во аеродром во еден таков простор. И тоа е нешто што од целокупната инфраструктура му недостасува на аеродром. Аеродром нема такво нешто и во наредниот мандат за многу скоро би отпочнале, а се надевам дека до средина на наредниот мандат би било комплетно реализирано. Во моментов општината, посебно предпријатие или приватен субјект. Општината ќе стопанисува во прва фаза и доколку се покаже успешно стопанисувањето ќе продолжиме и понатаму да го користиме, а секако постојат и различни модели каде што може одредени термини, одредени простори да се издаваат и на приватни субјекти. Не е дефиниран 100% начинот на стопанисување. Првичната замисла е како општина да го стопанисуваме и во зависност од успешноста, ако се покажеме како добри домаќини и добро го стопанисуваме тој простор, ќе продолжиме понатаму. Интересна навистина идеја, Искра. Мене ме интересира, освен знаеме за работите за кои што реално бивте спречен да ги реализирате заради блокадата од град Скопје. Што остана од проектите аманет што ќе го пренесете и во новиот мандат здравје доколку сте избран после октомври? Што е она што не успеавте да го реализирате од различни причини, и која е најглавната, веќе добар дел од емисијата за тоа посветивме, но кои се другите проекти? Како општина имаме планираност да работиме на голем број на проекти. Што е со општинската зграда? Муцунски ја најавуваше од почетокот од мандатот, после некако... Општинската зграда сме во преговори со една федерација. Не би сакал да откриам детали од причина што е многу рано. Една федерација во аеродром, добро. И имаат некоја замисла за изградба на еден спортски објект каде што би можеле деловниот простор да го искористиме за потреби за општината и на тој начин да имаме влог 0 денарија да добиеме општинска зграда, меѓутоа премногу рано во премногу рана фаза е да би откривал детали во однос на тоа. Ни остана нереализирано уште една детска градинка, односно немаме почеток на активности, тоа е детска градинка во Долно Лисиче, која што исто така е потребна за жителите од тој дел на општината. Веќе утврдивме локација, работиме на урбанизација во наредниот мандат, се надевам дека ќе успееме да ја реализираме. Во повеќе населени места остануваат по неколку помали проекти кои што ќе треба да ги реализираме, но не успеавме поради разноразни причини, обструкции, пречки, немање на поддршка од централна, од локална власт. Морам да кажам дека 3 години во овој мандат беа под водство на СДСМ како централна власт и верувајте дека имавме премногу обструкции во однос на нормалното функционирање на општината, така што во наредниот период ќе се фокусираме на до реализација на овие проекти. Веќе изработивме проекти за атмосферски канализации,
реконструкција на улици, реконструкција на водоводи кои што се во надлежност на општина Аеродром, реконструкција, односно изградба на нови плочници и плоштади помеѓу зградите каде што постојат, доградба на 2 училишта, изградба на уште една детска нова градинка во населба Лисиче. Тоа е комплетна изградба на најстарата градинка во општина Аеродром. Тоа е градинката Пчелка 1 во населба Лисиче, која што се бараки веќе 70 години. Така Тоа значи дека сепак тука играат улога и односно ќе ви помогнат, ќе ви бидат од помош. Апсолутно. Парите од унгарскиот кредит практично ова се така планирани за финансирање. Да, дел од средствата се преку заемот кој што го обезбеди владата и го стави на располагање на општините, а дел од средствата ќе бидат директна поддршка од буџетот на државата, на страна од поддршката од кредитот, и на тој начин ќе заокружиме една комплетна инвестиција. Одлично, тоа значи во таков случај вие веќе планирате дека сте градоначалник од октомври натаму и дека можете да ги остварите сите овие работи, односно најде пак да се вратиме на делов со контракандидати. Јас планирам дека ВМРО ДПМН ќе продолжи да води општина Аеродром, имајќи предвид дека покажи докажа како треба да се работи во интерес на граѓаните. Митевски, мора да кажам дека во изминатите години, особено урбаната мафија е многу незадоволна од настаните во Аеродром, затоа што не се гради, нивните проекти не се реализираат, парцелите им стојат празни, негде има зеленило, негде нема ништо, негде има објекти со висина која тие не би сакале да има. Имате ли притисок за парцели, за градење, за понуди за мито, за корупција, за дупови, за дозволи за градби и така натаму, затоа што Аеродром е сепак атрактивна локација, односно цената полека се движи, негде веќе има достигна до 2000 евра квадрат, што е навистина атрактивно. Станува збор за убаво уредена општина која Центар Карпош Аеродром се трите најатрактивни локации во Скопје генерално. Прашањето ми е, имате ли понуди за мито и корупција и може ли да очекуваме да никнат згради негде или од друга страна па мора и да се гради, мора да се задоволуваат и тие потреби, каде би се ширел Аеродром со градење? Дефинитивно. Инсайдерско да знаеме ние да купиме некое така шупиче па да го легализираме, после може ќе никне зграда. Како што има случаи многу. Да, како што има многу случаи во Скопје. Дефинитивно треба да знаеме дека експанзија на згради во делот каде што веќе има постоечки населби во Аеродром не треба да продолжи и нема да продолжи. Зашто тие делови се презаситени и инфраструктурата која што е изградена веќе се оптеретува, односно нема доволен капацитет за повеќе нови објекти. Како општина, она што во наредниот период треба да го работиме за иден развој е делот покрај булевар 3 Македонска бригада, односно десната страна од железничка станица кон Лисич. Тоа е простор каде што треба да работиме на иден развој на општина Аеродром. Делот на Стар Аеродром, делот на Острово, Бисер, Јане Сандански, 13 ноември, Ново Лисиче, Рионски центар е веќе презаситен. И таму се доволно нови згради. Таму треба да работиме на подобрување на инфраструктурата, меѓутоа во овој дел кој што го споменав претходно покрај 3 Македонска бригада, дефинитивно е простор кој што и е атрактивен и е со релативно добри предуслови за градба и треба се развива во наредниот период, особено што во овие делови, во делот на средното училиште Димитар Влахов и неговата околина, има населба каде што луѓето живеат во субстандардни услови и ова е еден од начините да се подобрат условите за живот на тие луѓе, не од причина што општината не инвестира, од причина што нема услови за инвестирање, односно премногу тесни улички, премногу доближени објекти еден до друг објекти со субстандардна градба и на тој начин мислам дека ќе се овозможи да тие жители, тие луѓе добијат едни подобри услови. Обиди за мито и корупција немало, ако имало ќе бидат
Добро, биле не пријавени, ви се јавуваат, сега не знам. ќе биле Да не ги биле спомнувам пријавени, сега фирми веш што градат у аеродром. Дојде од желби има Паланка како селјачишта станаа милиардери сега, не ви се јавуваат тие да ви речат дај тука едно зградиче да упишеме. желби има од многу инвеститори, имајќи предвид дека градежништвото е еден доходовен бизнес, прилично доходовен бизнес, но како општина сме цврсто решени дека нема да дозволиме да направиме дополнителни проблеми со изградба на нови згради. Прва општина бевме во Скопје, ако не и во Македонија, која што избриша маркици за згради и на тие локации имало интерес некој да гради, но сепак одлучивме дека интересот на граѓаните ни е побитен од интересот на некој приватен инвеститор. И на место на тие згради, веќе сме во завршна фаза и за многу скоро ќе биде готов еден преубав парк. Имаше уште неколку други локации каде што избришавме маркици за згради, со тоа покажуваме дека не ни е приоритетен интересот на инвеститорите. А верувате дека се атрактивни локации каде што нема инвеститор кој што не би сакал таму да инвестира. Тоа ги пренасочувате практично во овие културен центар или некои други варијанти, не мора да се згради, нели? Може нема да ги губите, прв приватен театар да има аеродром некој да изгради, ама не им текнува кај нас, само знаат. Добре, еве во насока на нови проекти има едно прашање на тема еве паркинзите, на пример кај новите згради кај Рамстор, позади бензинската пумпа, имено на тие паркинзи како станари немаме каде да се паркираме, од коли кои се на еден собственик и ги издава рентакара, на друг паркинг е автопазар на стари коли и така натаму. Да, јас слично и во делот нели кај Еквилибриум, тука има една улица која јас живеев таму практично позади Еквилибриум, има една улица која што е презаситена со паркинзи и ако ви доаѓа со паркирање од двете страни буквално, луѓе кои одат на гости кај нели бившиот градоначалник еден има таму живее многу што искраде. Од друга страна има кафана и така натаму, и од двете страни паркираат луксузни возила, не дај Боже да ви се случи нешто, нема од каде да дојде амбуланта. Прашањето ми е како ги решавате овие проблеми и како еве со паркинзите е сегде проблем, особено таму каде што инвеститорите изградија подземни гаражи, потоа ги продадоа на трети лица подземните гаражи, граѓаните нема каде да паркираат, има зонско паркирање, влезени сме сите во тоа зонско паркирање на џабе. Нема место. Еден од начините на решавање на проблемот со паркирање е нешто за што размислуваме и ќе го дефинираме и ќе го понудиме во изборната кампања, доколку граѓаните одлучат дека тоа треба да биде имплементирано, ќе дадат поддршка и изработка на нов сообраќајен проект и нова сообраќајна студија со едно насочно движење во делот на Стар аеродром и Мичурин особено. Каде што би се возможило паркирање во една лента и една лента која што би била слободна за движење. На тој начин ќе го растеретиме притисокот од потреба за паркирање. Тоа е најбрзиот начин кој што може да се реализира во однос на обезбедување на дополнителни паркинг места. Во делот во Ново Лисиче позади Рамстор кој што го спомнавме, тоа се згради исто кој што сите имаат подземно паркирање. Во Ново Лисиче во аеродром е ова. Позади бензинската Мак Петрол, да, ако добро разбрав. Да. Тоа е сепак до совеста на граѓаните и на жителите, ако некој решил дека ќе паркира тука повеќе коли, како општина немаме надлежност како да го избркаме, не може да му забраниме да паркира. Со тоа е али воведување на зонско паркирање ќе ограничи да има слободни паркинг места, односно места каде што ќе може бесплатно да паркира. И тоа е тенденција, сега ќе кажам. Кој кај нас во Стар аеродром немаше зонско паркирање, а во во Острово имаше, тие од Острово третото возило го носеа во Стар аеродром. Кога воведува кај нас, сега веројатно во моментов Ново Лисиче, затоа што само таму нема зонско паркирање, де факто е депонија за трети, четврти коли. Да, така тој се случува, се случува и затоа работиме со сообраќајен проект, веќе сме при крај, за многу брзо ќе воведеме зонско паркирање и во Ново Лисиче и во Рионски центар аеродром. Се со цел да избегнеме вакви ситуации, злоупотреба на слободни паркинзи, препродавачи на возила, компании да не можат да паркираат на тие паркинзи, имајќи предвид дека намената на тие паркинзи не е за бизнес.
намената на тие паркинзи за жителите кои што живеат во тој дел. Зонското паркирање го решава проблемот. Апсолутно. На почеток се незадоволни затоа што ние у Македонија сметаме дека 4 члевено семејство треба да има 12 автомобили, тоа не е од прилика некоја идеологија, особено ако имате повеќе пари, вие парите ги наместо да прошетате да видите свет, ги возувате во автомобили и после кога ќе ви рече да ма знае само 2 може да паркира зонски, па се незадоволни луѓето. Малку има и културолошка димензија. Да, нема духовна издигнатост на луѓето, мисла дека Да. се ева материјалните работи и од тука Да, и од ако тука филозофски му произлегува- пристапиме на проблемот. Да, и од тука произлегува сето тоа. Има може да видите на тие паркинзи кои не се регулирани, може да видите 50-100, но сега да отидем у Нова Лисиче, ќе ви избројам сигурно 200 хаварисани возила кои се оставени таму само затоа што нема зонско паркирање. Нема 200 помалци во Ново Лисиче, добар дел ги трнав, имавме на голема акција за отстранување на хаварисани возила, да. Првично идевме со предупредување, потоа со закана за казна и на крај последна фаза беше отстранување. Не дека нема, пошто хаварисани возила е менлива материја, едно сме го земале, Да, друго се хаварисало. друго дошло, ама морам да кажам дека за повеќе од 70% се намали бројот на хаварисани возила по паркинзите, зашто ги земавме со специјално возила, ги отстранувавме од паркинзите и ги носевме на посебна локација и при подигање граѓаните требаше платат одредена казна, односно надоместок за таа работа и морам да кажам дека имаше голема свесност од граѓаните и најголем дел самите доброволно ги отстранија тие возила, дали во отпад, дали на локација која што не е на јавен градски паркинг и така. Сте разбуиле свеста, ета некоја фина работа и за ова и треба да се споменуваат овие работи. Мислам и фактот дека не дозволувате градење на нови згради и еве вакви практични проблеми, да заклучиме нека остане маката на тревата. Да. Нека Ке се- нема Да Ке се се реши. задржиме за тревата, змии се уште немаме во аеродром, да е добро. Правевме дератизација, на време направивме дератизација во месец Среќа. во Едно во време месец имаше. во Во време месец на април. Маре знаеше да прошетаат, но Да. може и да се појави, значи и тоа е некоја природна појава, меѓутоа правиме се што можеме од аспект на нашите надлежности да го спречиме тоа. Повеќе од 3000 мамци поставивме, тоа мамци се поставуваат во шахтите на одредени места каде што не може да друго животно дојде во додир со тие мамци и прилично ефикасна работа Акција. во однос на дератизација. Мислам дека исцрпивме Силјупче. ако има нешто да се додаде, слободно додадете. Пак ја темата еве и од гледачите, односно слушателите, да не испадне дека ги игнорираме прашањето за зонското паркирање го исцрпивме. Да, не. Среќа му посакувам на Некои не градоначалникот. сакаат, имало многу бизниси, дали тие ќе имаат некакви поволности, ако сакате господине да возите бизнес, ќе си отидете, ќе си купите парцела за тоа и ќе си ги паркирате вашите автомобили Видете, таму. лично Ќе се Знаеш, плаќате на општината, лично се поединечно разбира. задоволство може би да се појави, меѓутоа прашањето Да. дали е тоа незадоволство оправдано. Да. Секогаш треба да се водиме од интересот на мнозинството. Ние направивме една анкета каде што добивме огромно мнозинство за жителите на Ново Лисиче за воведување на зонско паркирање. Така да секој Ким кој го што реши тоа проблемот? кој што има желба да води бизнис на јавни паркинзи, Не, мислам бебе. дека не е местото за тоа Ние да имаме го прави. бизнис во општина Аеродром и си прашавме, имаме и автомобил кој имаме паркинг во зградава каде што ни фирма, имаме паркинг и си прашавме до паркинзи, викам што како, вика првите 2 автомобили ни се 300 денари месечно. Сега, ако немаме ние да издвоиме 300 денари месечно за како фирма за нашиот автомобил, слободно да може секој до аеродром да се паркира, тогаш ние што уопште бизнис правиме, ме разбирате? Така? Сега, суштината е таа. И вие како бизнис за 2 автомобили имате тие цени, но сега ако вие правите 30, 50, 100 автомобили, ако Не се само автомобилите. Многу често, значи комбиња, помали камиони, автобуси. Тоа можеме да видиме на нашите паркинзи. Тие паркинзи не се наменети за тоа. Да. Комбе од 6 метри, 8 метри, автобус цел камиони паркираат се да не зборам. паркира на овие јавни паркинзи. Тие паркинзи, примарната цел на тие паркинзи не е наменета за таков тип на возила. Прво, сообраќајно е небезбедно такво возило да влезе во
Но по такви превозници ќе кажете добро, ај кажете ни кај да ги паркираме ние автобусите. И тоа е во право, затоа што има потреба па и од автобуски транспорт во Апсолутно, и затоа такви компании, туристички агенции и така натаму. Тоа е малку мултидисциплинарен. Затоа постои транспортен центар, затоа има локации каде што може да си платат и да си добијат места за паркинг сите превозници, како што имаме со камионите, така и автобусите, така да постои опцијата. Завршуваме, Липче. Завршуваме, ти благодарам Дејан, ти благодарам и тебе, Искра. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Одлична емисија, локална емисија, но аеродром е голем, така што ќе биде гледана. Се гледаме повторно утре со Сотир Костов. Ќе ви откриеме каква е улогата на две соседни тајни служби во излегувањето на таравари од владата на Република, сега веќе за жал, Северна Македонија.